Планинарски подвиг. Мајки со бебиња не во раце, туку ги држат во џампери, така популарно наречени, и се искачуваат до средноводно секој ден, и тоа под водство на Ирина Дишовска-Камбиловска, нашата позната планинарка. Таа е со мене во студиото. Добро утро. Добро утро. Голем подвиг. Прво, голем подвиг. Второ, како успеавте, Ирина, да ги организирате, да ги поттикнете мајките? Сега сте колку на број, веќе 7 месеци? Сега веќе да, после 7 месеци имаме 2 големи групи, така да преку 25 мајки. Преку 25 мајки во еден период. Јас многу добро го паметам тој период кога што туку породени со бебињата се уште, особено ако ти е прво бебе, па се уште не си го фатил ни редот, ни распоредот, и верувам дека многу малку мајки размислуваат како да се одржуваат во форма. Обично немаме време за ништо, така. Но во суштина може да се најде време за се ако се сака. Баш така, се наоѓа време. Мислам дека тука не е пресудно враќањето во форма, туку дружбата која што ја имаме. И секојдневно само ми пишуваат нови мајки кои што се во исчекување да родат наскоро, дали може да ви се приклучиме, дали е затворена група. Значи на сите им објаснувам дека тоа е отворена група, каде што секој кој што има нели желба да се искачува може да ни се приклучи во групата. И повторно ќе напоменам, не е за враќање во форма, туку дружбата која што ја имаме во самото искачување и горе на средноводно или на врв, некогаш се качуваме до врв, е неверојатна дружба. Во тие моменти најмногу е потребна поддршката и социјализацијата. Оти мајките најмногу можат да се разберат и да се поддржат, особено во периодот кога се ви е ново мајчинството и кога влегувате во тие води. Вие не престанавте додека бевте трудна. Да. До кој месец? До последно. Значи до 9 месец да има искачување. Не престанавте. Добро, од една страна одржување во форма, од друга страна потреба, едноставно ви е потреба. Потреба и бременоста ми беше, фала му на Бога, ми беше многу лесна бременост, значи немав некои големи проблеми. За среќа, значи има многу голем дел од жените кои што имаат патолошка бременост. Јас не бев таков случај и навистина не гледав никаква мислам, не гледав нешто што би ме спречило да продолжам да го правам тоа што сум го правила малтене целиот живот. Позната сте во 2021-та што искачевте 3 врвови: Килиманџаро, Елбрус и на Хималај. И на Хималаите, ама давлам. И на Хималаите. Едноставно оправдана е потребата која што ја чувствувате за искачување секој ден, но верувам дека е многу голем подвиг и искачување, верувам, на некој висок врв. Вие си знаете како ви е насловен раѓањето на Јосиф. Баш така. Да, но и потребата, верувам дека се уште тлее во вас за некој нов подвиг. Размислувате ли за нешто така? Да, раѓањето на Јосиф е највисокиот врв кој што го имам постигнато. И вие си го замислите веројатно на друго име? Баш така, планината е мајчинството и таа планина си ја носиме на грб ние мајките целиот живот и ќе ја носиме до крајот на животот. Меѓутоа, врвовите кои што ги споменавте се високогорски врвови, значи врвови над 5000 метри. Ми недостасуваат. Нормално е тоа затоа што долго време ги искачувам, не само во 2021, меѓутоа мислам и долги години претходно искачувам високогорски врвови и тоа се експедиции кои што имаат буквално различна нота од ова што го правам јас сега. Значи јас ова го правам сега едно, како да го наречам, краток тренинг, секојдневен тренинг, одржување во форма. Може секој да го направи. Меѓутоа експедиција е нешто за кое што треба подготовка и не може секој да го направи. Всушност само мал процент од луѓето можат да издржат една таква експедиција. Не само физичка подготовка, туку и ментална подготовка, ментална, психолошка подготовка, се разбира треба. Како вие со мајките се подготвувавте за качувањето? Оние џампери, кенгури, како сега да се менуваат носилки, како веќе секој има различно име. Бебињата често знаат и да го оптеретуваат грбот, го оптеретуваат цело тело, се загревате претходно, се подготвувате? Не се загреваме, меѓутоа јас значи напоменувам на секоја мајка која што првпат доаѓа со нас во групата, дека треба да го носи барем 2 недели пред да се приклучи на групата доводно, да си го носи бебето во кенгурот, односно во носилката или во ранецот, како сакате наречете го, да си го носи дома, да го носи во мало, значи да го навикне телото на едно поинакво движење со поинаква тежина.
Наводно, значи си се бодриме буквално една со друга цело време. Јас постојано им зборувам, им кажувам дека сега има уште едно кратко искачување, потоа доаѓа рамен дел, на рамниот дел маце ќе одмориме, после има уште едно кратко искачување, па доаѓаат скаличките, кога ќе стигнеме кај скаличките веќе сме пред патот. Има ја олеснувам работата за они нели полесно да го надминат тој. Психолошки да се подготват. Точно, да, психолошкиот момент е уствари многу битен да го надминат тој терет, односно тежина што ја чувствуваат во моментот. Меѓутоа, само доколку забележам дека на одредена мајка и е тешко. Грото се навистина спремни и немаат потешкоти. Им требало само мал поттик за да дојдат. Леле, тие бебиња не знаат дека ви им создавате пријателства уште од пелени. Им создаваме и буквално се дружиме. Почнавме веќе дел од нив направија по една годинка, почнавме по роден дени да се одиме една кај друга, така да голема е групата со деца. Се надевам дека ќе ви се проширува групата. Сега на вакви некои дружби ги гледам веројатно и сопрузите, тука ги потекнувате можеби за викенд, кога имаат и послободно време. Колку тие се вашата поддршка во целиот овој процес? Сакаат ли тие да доаѓаат со вас? Сопруг. Сопругот сака да доаѓа, меѓутоа не со мајките кога се организирам нормално. Истото го прават и останатите нели сопрузи од мајките. Оваа група каде што се поголеми децата што поминаа сликите, тоа е всушност искачување до планинарскиот дом Љуботен, кој што го организирав по повод денот на градот Скопје и беа пријавени 103. Дали ви се верува? Мајки со деца и тука беа вклучени голем дел од сопрузите, затоа што немав организиран превоз, односно не можам да организирам превоз за толку голема група со деца. Треба посебни седишта за секој дете, треба посебни транспортери за најмалите бебенца, меѓутоа имавме од 2-месечно бебенце во групата до 16 годишни деца и бевме 103 луѓе и навистина си поминавме прекрасно, иако заврна во меѓувреме снег горе, па обели, ние бевме подготвени за некои други временски услови, меѓутоа беше прекрасна дружба. Ма вие мајките ги рушите стереотипите и ги рушите сите стереотипи, вие цела група, дека ви треба помош во тие први денови, не ви треба, можете сами, најважното го имате со вас, бебињата се со вас. Колку мајките се задоволни, колку од тие мајки кои што доаѓаат кај тебе го сменија начинот на живот, затоа што може претходно немале никакво физичко искуство за дали вежбале нешто за време на бременоста или претходно, можеби воопшто не биле физички активни и можеби немале некои здрави навики. Колку вие им го сменивте начинот на живот? Имаме такви мајки кои што навистина воопшто не биле активни и сега многу сум горда на нив. Горда сум на неколку мајки кои што доаѓаат, а имаат 3 деца, доаѓаат со третото дете, затоа што првите 2 веќе им се во градинка или во школа, така да доаѓаат со нивното трето дете. Имаме такви мајки кои што имаат по 2 дечиња, доаѓаат со двете заедно. Горда сум и на нив, горда сум и на неколку мајки кои што успева да симнат, значи, огромна тежина од бременоста. Тоа сакам следно да ја прашам, колку ги менувате вие на виките, колку сте задоволни, колку мајките се задоволни, што начинот на можеби од една дружба која што вие спонтано сте сакале да ја создадете. Баш така, значи спонтано беше создадено, немаше воопшто никаква умисла кон што ќе води ова. Ниту ми беше приоритет да ослават мајките, ниту ми беше приоритет дека сега, не знам, ќе поминуваме време заедно. Точно, вие рековте ви треба помош и ги рушиме стереотипите. Помошта ни треба кога сме дома со децата, затоа што дома во 4 ѕида мислам дека на секоја мајка и треба друштво. Не може со бебето 24/7. Ние наводно кога тргаме са Вајле, буквално го поминуваме денот таму. Ние доаѓаме дома после 12, горе си седиме неколку часа, се дружиме, пиеме кафе, чај, некој си земал грицки. Значи дружбата е неколку часовна за децата. Баш така, и цело време значи си ги поминуваме тие денови, голем дел од денот, кога ќе дојдеш дома, веќе време е за ручек или вечера, во зависност нели ручек вечера, време, значи си го спремаш детето за спиење, го легнуваш и денот веќе ти е поминат на некој начин продуктивно. Но и мајките се препородени. И мајките се препородени, тоа нив треба да ги прашате, меѓутоа многу позитивни пораки добивам баш од овие мајки што ми се во групава. Се заблагодаруваат дел од нив што сум им го променила мајндсетот, се заблагодаруваат што успеале да симнат тежина, што успеале да го качат средно водно, значи голем дел од нив воопшто не го ни качувале без и дете. Пред дете, да добијат и без дете, а сега го качуваат, значи буквално со дете. Со дете на со дете во раце, со дете на грбот, ќе кажам. На грбот, да.
Знаете што значи тоа рушење на уште еден стереотип, доколку се сака нешто навистина се може. Баш така. Да, дека не треба многу мал поттик. Треба мал поттик и вреди да се проба. Па вреди да се проба затоа што доколку не беше добро, доколку не беше добра оваа иницијатива, мислам дека немаше да обстои толку долго. 7 месеци е веќе долг период во кој што неделно имаме по 2 или 3 или 4 искачувања. Некогаш се случува, јас многу често да не сум тука за време на викенд. Викендите не ги поминувам во Скопје и ова го правам преку недела секогаш. Меѓутоа за време на викенд они се организираат во Вибер групата. Сакате ли да одиме на водно и се приклучуваат сите мајки кои што уствари се во групата. Одат сами без мене, ама тоа е многу легитимно. Јас сакам да одат сами. И скроз сами да се, значи да се подготват наутро, да си го стават бебето во кенгури и да трнат да си речат денес ќе го поминам на водно, не мора Ирина да организира денес. Ме разбирате да не чекаат цело време на мене, туку едноставно да го прават значи, тоа. Колку сте го промениле начинот на живот. Баш така. Благодарам за гостувањето, посакувам следен пат да ве видам со подготовка за некоја експедиција. Ви благодарам, се надевам и јас. Од асоциација сте ни за некоја голема експедиција, за некој планинарски врв, за некое големо искачување, за нешто што треба многу труд и многу работа. Така. И очекуваме дека нешто такво ќе видиме во нареден период кога вие ќе бидете подготвени. Се надевам јас дека набрзо ќе почнат подготовките за некоја следна високогорска експедиција. Благодариме, продолжуваме понатаму. Ни остана уште 2 вклучувања за да го заокружиме денешното издание. Ване ќе преземе. Прво одиме во Тетово, така? Па се разбира. Вие двајцата сте тетовци. Двајцата? Па отаму и се знаете, така? Да, меѓутоа вака сме немале никогаш комуникација или гостување да ми биде гостинка. Ја знам нели како убава тетовчанка, тетовско јаболче. Тетовско јаболче, да. Така ги викаме убавите девојки од Полок и баш ми е пријатно кога го слушав разговорот, продолжи да бидеш инспирација, бидејќи знаеме тоа колку значи посебно на новопечените мајки. Благодарам.